Ова е новиот Kia Stonic, нов. Добро, има толку многу измени што да беше некој друг бренд ќе го каже дека е нов, инаку се води како фейслифт. И има некои измени кои што не го прават да кажува вау, како изгледа, тука едноставно знае што прави. Започнува со цена од 21.200, има многу повеќе опрема од претходно. Ова конкретно тука во ултимет нивото на опремено со автоматски мену чини 24.200. Дефинитивно не можеш да утнеш дека има огромен број на измени, особено на преднава маска, и тоа се светлата, тоа е предната маска. Едноставно, кога го гледаш вака, изгледа многу повеќе на спортаж и на сите електрични возила кои што се појавија неодамна од Kia. Ми се допаѓаат искрено светлава што го прави така како мини спортаж. Ова се дневни светла, додека овие три коцки внатре се главните светла, односно средни и долги. И од страна кога го гледаш, не изгледа вау, да кажеш леле, дизајнов колку привлекува внимание, барем за мене. Но едноставно го гледаш и изгледа по-паметно, тоа се чудно, по-зрело, повеќе го нагласува тој SUV момент кој што го има како спортаж, додека на средниот дел, односно странично кога го гледаме, си ги има кровните носачи, што пак ќе кажам го нагласува тој SUV карактер, нови бандажи сега во оваа генерација на Stonic и исто така позади големи измени околу светлосната група, задната врата и секако маската, која што како позади така и напред имате едни како поовални делови, сега изгледа така малце по-роботски, позади искрено многу ми се допаѓа. Пишете ми вие во коментар што мислите за сите овие измени, бидејќи гледам дека апсолутно многу внимание привлекува со предниот дел, кој што јас искрено сум повеќе фан на по-олд скул дизајните, ова ми е така по-модерно, до одредени агли кога гледам изгледа така баш убаво, баш моќно. Но пишете ми во коментар. Она што сакам да го нагласам со него е дека во ултимет нивото на опременост добивате, тоа е средното ниво на опременост, и добивате се што ви е потребно, но кај Kia е интересно што во било кој пакет ги добивате сите работи кои што ви се потребни за 21 век, не доплаќате ништо за нешто што треба да ви биде стандард, туку доплаќате нешто што едноставно сакаш да го имаш, а не те неопходно. Така да во Ultimate сметам дека добивате се што ви е потребно, 16-инчни бандажи со убави форми кои што можете си ги изберете, иако сметам дека 17-ки би му стоеле многу поубаво, но не ми е неопходно, тоа ми е муабетот. И исто така богата опрема. Околу перформансите 1.0, тоа ви е стандард за сите пакети, 1.0 3 цилиндри турбо бензина со 100 конски сили и имате опција да изберете 6 степен мануелен или како и тука 7 степен ДЦТ автоматски менувач. Големи измени надвор, но големи измени тука внатре и искрено многу ми се допаѓа што тука внатре со овие измени кои што најмногу се тука на преднава маска, изгледа како да си повторно ќе кажам во спортаж, убаво, моќно, и нешто што ми се допаѓа што изгледа вака како спортаж и тоа е добар компромис, бидејќи дел од материјалите се со по-цврста пластика за разлика од спортажот кај што се е убаво меко. Тука е малку по-цврсто, да, но бидејќи изгледа вака, едноставно не му даваш толку многу замерки, второ бидејќи се е убаво сработено, повторно нема му дадеш уште некоја критика плюс, но изгледа луксузно, пак ќе кажам, бидејќи го имат истиот волан, двата екрани од по 12,3 инчи, кои што претходно сум кажал дека се фантастично добри, бидејќи имате добра графика, добра прегледност, ми се допаѓа што кај екранот пред возачот од инструмент таблата има убави читки информации кои што за возачот секој пат во секое време може да бидат достапни и особено можете се прилагодувате уште некои други информации кои што сакате ги читате преку одредени копчиња од воланот, убави копчиња на воланот кои што лесно би ги користеле при возење, лесно ќе ги научите, што е исто така многу добра работа. И исто така многу ми се допаѓа што тука од оваа страна на самиот волан е поставено копчето Drive Mode, бидејќи кога возите едноставно, многу функционално доаѓа со мало движење веднаш да реагирате и да изберете дали сакате да возите еко, нормал или спорт, и при секој одбирање се менува
малку графиката напред, а тоа ќе го кажам после за возењето што добивате се од возење. Инаку од мултимедијата исто така како што кажа 12,3 инчен екран, но ми се допаѓа самата графика, респонзивноста им е фантастична добра, мора ги пофалам, не е комплицирано менито, можете лесно и едноставно да дојдете до секоја функција што ви е потребна. Може би исто така добре што имате можност да го поврзете екранот со вашиот телефон бежично, без потреба преку кабли, и тоа без разлика дали Apple CarPlay или Android Auto, можете едноставно го врзете екранот и многу ми се допаѓа што има собствена навигација, но кога ќе ставите, кога ќе трнете вака како сега на screen save да го кажам овој дел, кај што посмирени информации добивате од страна, многу елегантно е поставена навигацијата која што во секој време е активна и ви покажува кај сте, како се движите и така натаму. Под самиот екран имаме и делови од климата, но и навигацијата и од радиото, што многу ми се допаѓа бидејќи имате две физички тркалца кои што се фантастични добри, но имате тач копчиња кои што едноставно можете ги смените ако сакате навигација како и сега, кликате на навигацијата, ако сакате клима, задржувате некоја секунда и се менува, добивате информации за климат. Тоа е многу интелигентно, многу интелигентно. Добивате амбиентално осветлување убаво и нежно кој што е поставено тука напред. Многу ми се допаѓа околу пластикиве се поставени едни делови тука што изгледаат како мермер, многу убаво изгледа, многу повеќе го истакнува и најголемите измени се тука напред. Инаку во ултимет нивото на опременост добивате бежичен полнач како и сега. Имате грејачи на седишта, на двете предни седишта, грејачи на волан, USB порт Type A, Type C исто така, 12 волтен приклучок за струја дополнително на тоа. И сега околу практичноста имате уште две остави за шишење тука доле, некоја мала остава која што би била веројатно за рачна, бидејќи тука имаме електронска рачна, и имате уште една остава која што веројатно за клучот, а многу ми се допаѓа што овој наслон за раката има имитација на кожа тука поставено која што ја нема никаде на друго место и се лизга кога ќе стиснете копчето напред или назад. Исто така кога го држите притиснато можете да отворите, да имате да искористите една мала остава која што сосема кул и практична. Ми се допаѓа што се седи убаво широко, тоа секој пат сум го фалел кај Kia, се седи убаво широко, иако е да кажам мал градски автомобил со SUV карактер, сепак се седи многу комотно. Можеби најкомотно се седи тука од цела конкуренција. Сега да видиме позади како е. Прво, ми се допаѓа што вратата се отвара широко, бидејќи едноставно ќе можеш полесно да влезеш тука внатре. Сега мора да се истакне бидејќи сепак е базиран на Kia Rio и не очекувате внатре да биде спортаж, сепак е Kia Stonic и тоа значи дека простор за нозете е сега во моментов позади мојата возачка положба го добивам овој простор, не се буткам со седиштето, но не очекувате дека ќе имате лимузински простор тука позади, но е сосема доволно добро што седиштето, иако ми е спуштено најниско, сепак имам простор за нозете ги бутнам под него и да ми биде поедноставна седечката положба овде. Околу наслонот позади би кажал дека е убаво доволно мек, бидејќи ова класа знае да биде малку покрута, но тука е искрено убаво, дури ми се свиѓа како доле на долниот дел се направени деловите под нозете да бидат подолги, да биде покомотно тука, така да браво и не е така високо седењето овде. Околу просторот на средниот дел би стакнал дека имаме тунел кој што не е така висок и имаме една критика би кажал, бидејќи кога ќе седнете на овој дел, иако не е висок тунелот, не можете баш да ги држите долго време нозете тука, можете ги поставите, но нема биде најудобно цело време таму ги држите, ако ќе ги ставите од страна ги буткате другите двајца патници. Односно, не е за големи патници тројца тука да се возат позади, за помали возрасти, да би кажал. И тука на оваа конзола сега гледам дека има два USB Type C порта, што е супер. Немате отвори за
за вентилација овде, нема ни наслон за раката што искрено не ни очекував, но има многу лесно достапни Isofix куки кои што се супер, бидејќи сепак ја се вози како можеби фамилиарно возило и е потребно детското седиште да биде лесно да се поставува овде позади. А со ваквиот начин на отвореност на Isofix куки и тоа како добро ќе помогне. Што се однесува за багажниот простор кој што нуди 332 литри багажен капацитет, што пак ќе кажам е сосема доволно за оваа категорија. Убав широк багажен простор, односно отвореноста ми се допаѓа. Не е така висока висинската разлика од ивицата на браникот до самата даска, што е добро, позитивно, бидејќи нема се малтретирате многу при истоварање и товарање на багаж. Нема куки за качалки, нема ни 12 волтен приклучок за струја, само гледам дека има опција оваа даска да ја спуштите низ овие канали овде и веројатно да се спушти пониско, а на самата даска па гледам дека тука има една кука. Инаку под оваа даска има резервно тркало и голем, поприлично голем простор кој што можете да го искористите барем кој ништо друго за крпи и за средства. Тоа е супер. И нормално, нема автоматско отварање и затварање на вратата, бидејќи никој нема во оваа категорија. И сега останува уште да почнем да го возам, да видиме како се однесува на пат. Да ви кажам искрено, околу перформансите, Скопје сега со Safe City ми сам од секој пат и било вака гужва, но сега особено со Safe City уште повеќе. 1.03 цилиндри турбомотор со 100 конски сили, се доволни перформанси, бидејќи и да имате и 200, и 300, и 400 конски сили, каде ќе ги возиш? Немаш потреба. Ти треба мотор кој што ќе биде доволно жив, да можеш да се пикнеш, да поминеш секаква гужва, секаков застој. Ти треба мотор кој што ќе биде добар во поглед на економија и кој што ќе биде издржлив. Во поглед на издржливост, се да почнам назад, не мора да објаснам кои се Kia, што се имаат поставено, каква гаранција имаат од 7 години, кој што имате 7 години сигурност. Дополнително на тоа, потрошувачка во периодов на тестирање имам од 7 литри во урбаните делови, иако во одредени моменти можам да спуштам и пониско, но тоа треба многу да биде внимателно возење, додека на отворено, тука веќе стварно секој чест, има потрошувачка од некои 4,5 литри, 5, зависи повторно од темпото на возење, но таа бројка е сосема задоволителна за мене, бидејќи она што е интересното, 100 конски сили, 1.0, 3 цилиндри, пак ќе повторам, не му се чувствува тежината, односно немате потреба од повеќе перформанси, кога ќе го натоварате со повеќе луѓе внатре. Тоа значи дека едноставно може да го истрпи теретот кој што е предвиден за ова возило. Ако се користи како фамилиарно возило за младо семејство, во тој случај стварно нема да имате никакви проблеми, потешкоти во поглед на перформансите, бидејќи се сноси со тие едноставно предизвици. 7 степен dual clutch, автоматски менувач. Секој пат сум ги фалел менувачите кај Kia, бидејќи стварно знаеле да бидат убави, линеарни, прецизни менувачи кои што нема да имате одредени потешкоти. Но тука околу целиот концепт на тие перформанси со менувачот, искрено чувствувам одредена критика, кој што сега ќе ви ја кажам, тоа конкретно знае да се случи во ниски брзини на движење, на мали брзини, да се почувствува мало клоцање на менувачот, као да не знаеш што сака да направи доволно, дали да врати во понизок степен, дали да задржи, и тука знае така повремено да се колеба околу преносот. Тоа е една критика, и друга критика клучна која што ќе ја дадам, бидејќи тоа ми се, да кажам, единствените критики за сега, тоа се технички вибрациите од моторот. Искрено, периодов само тој го возиме најчесто 3 цилиндри, турбомотори, мали, 1.0, 1.2 и така натаму. Овде конкретно чувствам најмногу вибрација од целата конкуренција. Не кажам дека ова се вибрации кои што се неиздржливи, туку само кажам дека во поглед на конкуренцијата во овој ранг на цена, најмногу се чувствуваат вибрациите. Не е тоа непријатно, но ако правиме споредба, тоа е критиката.
Али од друга страна, она што мора да го пофалам Стоник и мора да ги пофалам Kia, како фантастично знаат да направат возачка положба. Една од најудобните позиции за седење ја имам тука, широко седиште, удобно, добро седиште, доволно комотно. Од друга страна ми се допаѓа позицијата која што иако се води како кросовер, ги има тие нели SUV гени да кажеме малку подиздигнат. Во секој случај седиш убаво и ниско, можеш да се прилагодиш убаво и ниско, имаш доволно прилагодување со седишта и со волан, што можеш да се наместиш како и да ти одговара, и со тоа добивам возачка положба. Искрено во моментов јас се чувствам како еден убав хеџбек, дополнително на тоа Стоник вози како еден убав хеџбек, бидејќи не е преиздигнат, тоа му е една предност за мене, и на таков начин добивате еден убав стабилен автомобил кој што ги задоволува и повеќе оние возачи кои што внимаваат повеќе на ентузијастичкото возење. Не да се разбереме дека се ќе влагат у кривини со 200 на сат, тука едноставно сакаш да имаш добра контрола над возилото, сакаш да си инволвиран во самото возење, тоа го добиваш со Стоник. Кај конкурентите немаш толкава близина со автомобилот. Имаш добар, генерално до сега сме имале добри автомобили кои што нуделе добри карактеристики, но едноставно кај Стоник тоа па најубаво е истакнат. Убав волан и управувачки систем, убави педали, можеби кочницата знае некој пат во одредени моменти да ми биде поагресивно тоа што очекувам, како да има хибриден режим, а нема, и дополнително на тоа потрошувачката, еве ако кажуваме дека е повисока со, не знам, дел од Stellantis групација, во тој момент треба да размислиме дека да, таму имаме хибриден погон, но немаме па дел од опрема како што имаме тука. Безбедносни системи имате буквално се, освен предупредување од мртов агол што немаме во Ultimate нивото на опременост, и немаме адаптивен темпомат. Се друго апсолутно имате. И апсолутно ми се допаѓа што имате така добра радарска контрола за читање на знаци, бидејќи со Safe City особено сега, толку тоа многу ми значи, ги чита сите можни знаци кои што јас случајно може не сум ги приметил, ме предупредува за секој знак кој што не само за брзина, туку и не знам, сега ме фасцинира, последен пат видов дека има читање на знаци за кружен ток. Значи до тој степен знае да ги прочита знаците и тоа апсолутно многу помага во возењето, особено сега кога казнувањето е на највисоко ниво. Контролите тука како се поставени на овој нов волан, супер се, стварно се супер, лесно доаѓате до нив, лесно преку драйв модовите. Сега интересно, кај драйв модовите имате 3 режими, како што кажав, Eco, Normal и Sport, и се чувства разлика, особено во Sport, знае баш убаво повисоки обртаи да дофати, да биде малку постартен, додека во Eco и во Normal е нормално и очекувано малку потромав, за да заштеди малку повеќе на економија, и сепак сте одбрали да бидете во по-нормален, во по-смирен режим, а не да биде тоа агресивно и да не се педалите агресивни, да не ви одскокнува. Околу изолацијата сега е доста интересно, да ви спомнам, се возам по коцка, да, нормално се чувстват одредени вибрации, но има добра изолација, има многу добра амортизација, нешто што ме фасцинираше, што во овој ранг на возило, кое што стварно толку меко ги проаѓа сите пречки на патот, многу удобен автомобил, и можеби тоа би му била клучната работа за мене, зошто да се истакнува од конкурентите покрај богатата опрема. 24.200 евра, да, знам дека е поскапена цената, но имате многу повеќе опрема. Во Ultimate нивото на опременост ќе ви кажам дека со GT Line од највисокото се истакнува само неколку работи кои што за мене искрено не вредат тие 2000 евра да се доплатат, да ќе изгледа побаво, да сето тоа е поинтересно, бидејќи добивате кожни седишта, добивате адаптивен темпомат, добивате 17-инчни бандажи таму, како што кажав, со 17-ките ќе изгледа многу поубаво, но можеби во тој момент би се нарушила малку комоцијата внатре, затоа 16-киве би ги задржал јас, и се друго е апсолутно исто што го имаме и сега. Така да, искрено, Ultimate нивото на опременост за мене, вака со автоматски менувач, можеби е
паметниот избор да го направите во Kia со конкретно овој модел. И ако гледаме целата конкуренција, да, некој знае да биде малку поголем, некој знае да биде малку поевтин, ама па ги нема сите овие работи. Kia се задржува со Stonic повторно на едно доста интересно место, позиција на пазарот, кај што повторно е многу прифатлив. Не знам што мислите вие за цената, 21.200 сега стартна, порано беше многу пониско, ама многу повеќе опрема имате во стандард, многу повеќе опрема, така да баш ќе ме интересира да видам ваши коментари околу новото поскапување на Kia Stonic и што мислите за овој нов, дали е нов или освежен Stonic за вас, според сите овие измени, и дали би ви требале други перформанси, бидејќи стварно не можам да разберам дали стварно претеруваме во одредени сегменти кога бараме големи мотори, големи перформанси, за каде луѓе? Имам доволни перформанси, имам и мануелен режим на менувачот ако го ставам. И ако го ставам сега во спорт, кога ќе притиснам на педалата за газ, убаво си повлекувам, можам да му вратам брзина, качам нагоре. Фантастично добро. Повлекува убаво, за 1.03 цилиндри изненадува. Тоа е се за новиот Stonic, пишете ми во коментар, направете сабскриб, бидејќи апсолутно многу ми значи вашата поддршка за само да одиме подобро и подобро напред. И секако се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао, дечки!